Добар ден. Дебатата околу прашањето дали регистарот на осудени педофили треба да биде јавен или не, на увид на јавноста или не, прашање отворено со иницијативата на Уставниот суд да ги преиспита одредбите од законот што го регулираат ова прашање, може да се опише како судир на емоциите на јавноста, на нивната згрозеност од секој откриен случај на педофилија, наспроти правната логика и барањето на експертите за човекови права да се почитува приватноста, личниот интегритет на осудениците и интегритетот на нивните семејства. Токму околу ова прашање, околу прашањето на која страна тежат повеќе аргументите во оваа дебата, ќе дискутираме и денеска во Зебра. И покрај тоа што Уставниот суд само прифати иницијатива за разгледување на 3 членови од Законот за регистар за педофили, токму за кои членови се работи ја поттикна дебатата во македонската јавност, бидејќи таа одлука може да биде позитивна и негативна и во зависност од каква ќе биде регистарот на педофили во јавност во Македонија ќе биде или јавен или ќе биде затворен. На таа тема денеска дискутираме со Наум Стоилковски од магазинот и порталот Република, со Сашка Цветковска од Нова и со вас, драги гледачи, кои што можете да коментирате на Твитер и на Фејсбук користејќи го хаштагот ЗебраМк. Наум, Република беше прилично гласна во поглед на ова прашање, особено поттикната од прифаќањето на иницијативата на Уставниот суд. Доколку да речеме таа се прифати и доколку регистарот на педофили во Македонија повеќе не е јавен, какви ќе бидат реперкусиите врз борбата против овој проблем во Македонија? Значи, прво, што ќе ни е регистар ако тој не е јавен? Која е потребата? Значи, ако е тоа за службена употреба на полицијата и на судот, они веќе имаат документи. Нема потреба од регистар тогаш. Лично како новинар и како родител, можам да кажам дека потребата од овој регистар е голема, бидејќи сум ја искусил и лично. Значи, прво од новинарска заинтересираност го отворив да проверам, меѓутоа кога видов некои луѓе таму, со кои што сум бил и во контакти и кои што сум ги среќавал, апсолутно ја сватив реално потребата од постоење на еден ваков регистар. Педофилијата постоела и ќе постои. Педофилијата е нешто со што се бори, нели, човештвото, барем овој систем сега што го живееме, ова општество што го живееме. Не верувам дека ќе се измени, барем не дека сме ние живи. Меѓутоа, она што може да го направиме е да ги заштитиме децата да бидат жртви на насилство, бидејќи тоа е најголемото насилство што едно дете може да го искуси. Џабе ќе бидат сите муабети, џабе ќе бидат сите разговори со деца да се збори бегајте од овој чичко, бегајте од непознати, бегајте од нели не зимајте бомбончиња во парк од непознати чичковци или тетки. Бидејќи ако се погледне статистиката се гледа дека педофилите фактички најчестите случаи се луѓето кои што се познати околу нас, општествено прифатени, и за кои што најмал се постои сомнеш дека се педофили. Така што сега за сега сметам дека регистарот онаков како што е, да, можеби некој ќе рече зошто мене да ме има на еден таков регистар, меѓутоа ако е педофил, од друга страна мислам дека е одлична алатка за спречување на насилство врз деца. Сашка, кои се последиците по прашањето на човековите права, прашањето на приватност, личниот интегритет не само на осудениот, туку и неговото семејство, доколку овој регистар стане јавен и на увид на целата јавност? Најконкретно ќе одговорам и ќе ви дадам еден пример од една жена која искомуницира со нашата редакција. Таа приказна не сме ја направиле, не сме објавиле, бидејќи жената одби да говори јавно. Меѓутоа, незината приказна беше таа е сестра на осуден педофил од едно скопско село. И по објавувањето на регистарот, тој човек со нив не живее долго време, значи одлежал и затворска казна во прилично висока и претходно не бил во добра комуникација со семејството. Меѓутоа, по објавувањето на регистарот, месец или два, колегите на работа каде што работи таа девојка разбрали и таа ја изгуби својата работа. Како последица на објавувањето на тој регистар. Значи, семејствата реперкусии трпат. Тоа во општество се случува за било кој регистар, за било кое име да се појави дека е криминалец или не криминалец или убиство или самоубиство или било што. А на темата во македонското општество постои. Да, ама тоа во ова општество се случува, нема правна подршка, тоа не може да биде аргумент. Ама тоа во ова општество се случува. А од друга страна, ајде да ги видиме како се изработи овој регистар, како дојде до таа идеја. Ајде да ги видиме компаративните искуства. Има земји кои објавуваат регистри,
како на пример САД, има земји кои не објавуваат, како да речеме поголемиот дел од западноевропските земји. Дали во Соединетите Американски држави, бидејќи најчесто сите на тој регистар се повикуваат, дали е намален бројот на такви криминални акти, на напади на педофили врз деца? Статистиката е лесно достапна и говори дека не е намален. Значи ние треба да ги гледаме ефектите. Какви ќе бидат ефектите од тој регистар? За мене лично ефект имало. За човек кој што живее во населба, каде што често има новодојденци, затоа што становите и куќите се издаваат, затоа што веќе пронајдов еден или двајца луѓе со кои што сум бил во контакт со нив во таа околија, за мене има ефект. И затоа што како трето, извини, Сашка, мислам, и сулудо е за некој што издава стан, а да не провери дали, ако живее во близина на градинка или на школа, го издаде на педофил. Видете, јас немам деца, ама многу се плашам од лопови и баш зошто еве државата не возможи стан на кратци. Па да видиме јас кога ќе се преселам Супер, некаде да видиме одлично. кои се кратци. Супер, Па одлично. не е одлично. Има агенции Не е за одлично. обезбедување, има камери, има блиндор врати, има Дали тие куќиња, луѓе- има живот у семејство, пошироко семејство. Секој има свој Вие велите начин. има блинд врати, а можеби не можеме да си ги дозволам. Истото јас можам да ви го кажам, зошто вие не најмите обезбедување за вашето дете? Тоа не најдам е решение. обезбедување Па за моето викате дете. блинд врата јас треба да купам ако се плашам од лопови. Зашто и мене не ми возможат регистар на лопови? Не е во ред. Дали тие луѓе отслужиле казна? Како системот се бори со педофилијата? Спомна Што е? Што се Може затворите? само- Дали е тоа систем кој треба да ги рехабилитира или систем кој треба само да казни Значи, и да педофилијата не е обезбеди нешто што повратници? рехабилитира. Значи, тоа е Не е злостојство точно. кое најчесто се повторува. Најголем процент на Затоа на повторени... почетокот наум реков, најдобро е да се видат компаративните искуства. Во Шведска и во Норвешка, да речеме, има најмалку повратници на педофилија. Сашка, Бидејќи извини, ќе системот те има прекинам. други пракси како се справува со нив. Токму нова, значи, ти спомна САД дека има, нели, како најпознат пример, во Европа и во Франција има, меѓутоа тој не е јавен. С оглед на тоа што ние сме земја кандидат членка за ЕУ. Значи, како ние треба да се поставиме во поглед на ова прашање, бидејќи, нели, сепак сме кандидат членка за ЕУ, меѓутоа сакаме да користиме пример од САД како наша инспирација или како да го кажеме. Не е спорно ние од каде ќе користиме примери за било каква имплементација на било кои реформи, се додека тие реформи се во корелација со почитувањето на основните човекови права, бидејќи таа унија каде што тежнееме да станеме членки или не тежнееме, веќе не знам, принципите врз кои таа е заснована е почитувањето на човековите права. Кога сме веќе Знаете на ли? на таа тема, судот за човекови права веќе има неколку пресуди против вакви јавни регистри. Постои ли опасност бидејќи иницијаторите на преиспитувањето од страна на Уставен суд се всушност 5 лица осудени за педофилија, можно е ли тие понатаму да ја тужат Македонија пред судот за човекови права заради нарушување на човековите права? Па сега не Ма можам да зашо преме одговорам. муабет? За право преме муабет или за потреба од регистар? И двете. А- Бидејќи се чини дека е во колизија. Значи, ако еден законодавен дом со легитимитет од народот одлучил така, народот го прифатил тоа, има позитивни ефекти од тоа, што повеќе? Видете, народот може да се да посака, можеме да посакаме и смртна казна за било кое кривично дело. Па сега убиство, вака во дел од педофилија. источниве, блискоисточниве земји и тоа го има. И што? Има, не го оправдувам. Далеку од тоа. Не, Го ако има. нашата држава треба да се развива во насока по линија на тоа и тоа е шуга и ја ќе бидам шуга, Не, тогаш па добро. супер, одлично. Дај да од каде земеме треба намбла да ние- ја основаме. Од Може ли? каде треба ние да ги земеме Ајде да промените? земеме исто американскиот закон и да го основаме намбла. Тоа е Сдружение Национална асоциација за мажи со момчиња. Малолетни. Ама сега, Сега, значи, па- не, ама ова не е аргумент никаков. А како не е? Еве, Исто е, еве значи, добро. окей. Во Белгија еден случај имаше кога весникот ги објави имињата на педофилите во еден регион, да речеме, од Белгија. Се објавија околу 50 на лица и потоа тој весник на судот беше тужен весникот и му засудија казна од 20.000 евра или долари. Сега не знам, бидејќи не можам да тврдам точно кој беше тужителот, за секое печатено издание кој излегло од тој весник. Дали државата Белгија не се грижи за педофилите и за децата? Тоест не се грижи да ги заштити своите млади жители од педофилите. Сепак дискусијата е нели околу човековите права. А тоа се човековите да, во ред, права. меѓутоа ако САД како една од најголемите демократи во светот има јавен регистар за педофил, дали тоа можеме да кажеме дека они не ги вака сега да почитуваат правиме доволно за човекови тие права. човековите Дали Ако- човекови права, човек може да се избори за своето право, така? Детето како дете, и сега збориме за многу мали деца.
Добро. Ако не го заштитиш, не знае и не може да се заштити. Ме разбираш? И сега, Одговорноста. нашата одговорност е да ги заштитиме тие деца. Наша одговорност на возрастните е да ги заштитиме. На кој начин тоа ќе го направиме? Но мерките со кои тие деца ќе се заштитат треба да се во корелација со законите, со уставот и треба да имаат своја А ова подршка не е во системот корелација на со едно и со друго и владењето со на трето. правото. Па уставниот суд не оцени така. Устав се менува. Устав Рецим. се менува. Тоа не е Состав многу на едно- уставен Устав суд се менува. Аха, кога се менува? Кога нам ни се допаѓа или не ни се допаѓа? Тоа е туку така, ајде ќе го Не се смениме менува. уставот или ќе го смениме. Чекај, не се менува. Не се менува. Мислам, Не кој е се ова менува или прашање? се менува? Па се менува, ама ти имаат мандат, не може ние да ги смениме кога сакаме. Па јас не велам да ги смениме Иако во кога оваа сакаме. држава и не мислам дека тоа е толку невозможно. Ја не велам дека базичната дебата. Сега правиме муабет за друга работа, правиме муабет за потребата на регистар, дали има потреба или нема и што би ги заштитило децата. Начинот на кој што би се заштитиле децата. Дали е ова корисна алатка или не е. А не правиме муабет ниту за споредбено право, ниту дали некој весник у Белгија бил. Белгија си има свој закон и реков, блискоисточни земји имаат свој. Силувана девојка е камшикувана. И што сега? И таа девојка или семејството ќе ги тужи пред меѓународен суд. И што со тоа? Она е камшикувана затоа што била силувана и имала според шеријатското право вонбрачен секс. Мисля, нас шеријатското Дали- право ни е... Сега не ни е шеријатското Да се- право, ама сега сега ако кое ни е? правиш Да споредби, се ти давам вратиме- најбаналните примери на како да ти кажам за да можеш да го Добро, дали доловиш според моментот. вас педофилите, мислам ја немам емпатија кон педофилите, да не бидам погрешно разбрана. Дали тие имаат некакви елементарни човекови права? Да, Дали имаат. откако ќе ослужат својата казна, полагаат право да го продолжат својот живот или не полагаат право? Кој Дали им го се спречува? еднакви како и Кој сите им го други спречува граѓани? тоа право? Дали пред овој закон се еднакви? Кој им го спречува тоа право? Како кој им го Кој им го спречува спречува тоа тоа право? право? На што е со Дали нивните семејства имаат право да го продолжат својот живот спокојно? Кој им без го да одзема бидат- спокојството? Па еве, овој регистар во добар дел им го одзема спокојството. На колку луѓе што Македонија се точно- појавило името во медиумите им било изреметен мирот и семејството? А вие На откаде многу. знаете на колку не? На многу. На многу. Значи не зборам за педофили, зборам за други. Ама и тие луѓе имаат семејства. Епа имаат. Дали тие нивни семејства се еднакви пред овие закони? Дали нивните права се еднакви? Сачка, можда Дали за повторување на делата, извини, е еден од клучните аргументи кога е прашање, односно кога се брани јавниот аспект на регистарот на педофили. Процентот на повторени дела. Значи доколку регистарот не е јавен, како би можеле да речеме жртвите или сегашните или идните жртви да се заштитат од такво дело, на пример, доколку не е јавен регистарот? Доколку не е јавен регистарот. Јас немам, уште не сум убедена колку регистарот помага да се заштитат тие жртви. Како што спомнав, бидејќи еве очигледно американскиот модел е тука преовладал кога се правел тој регистар, ефектите од регистарот, бројот на такви криминални дела во Соединетите американски држави не е намален. Значи нема никако така се мери ефектот на една мерка. Ајде Али, да мериме од друга пошто. страна, Зошто била јас не жената велам- истерана од работа? Дали сте сигурни дека била истерана од работа само и само затоа што брат и бил регистриран педофил? Сега не е ова прашање зошто жената би таа жена тврди дека била истерана од работа заради тоа. Дека Сега се- вие да, можете дека- тоа да го Стигматизирани Епа сега- не е спорно во една Епа мала сега- средина. Се сомневаш во тоа дека семејствата ќе бидат стигматизирани ако ја знаеме имаме во предвид каква средина сме ние? Тоа поминува. Сачка, Тоа е некој замав што можеби ќе го фати у почеток, додека се крева бука за регистарот, да. Тоа поминува. А зошто Па такви поминува. исти регистри Па не се можете вие да прават? тврдите дали поминува така лесно. Зошто И тоа такви семејство регистри живее не се во прават и блока, за живее други во престапници? стран, живее во средина. Чие право е поголемо? На педофилот или на незаштитено дете кое може да биде жртва и да има трауми А, со не го смртни сведувајте ова последици на право на крај? педофилот, бидејќи не спаваме збор за право на Право педофилот. на педофилот. Какво право на Право педофилот? на педофилот. Ако Дали го ќе го биде земеме познат ние- или не? Дали ќе биде објавено неговото име или не? Што ако судот сгреши и осуди невин човек, а потоа семејството ги трпи последиците? О, Се правеле такви грешки? Имено такви тоа е грешки причината има. зашто и смртната казна е укината. Статистички се правеле такви грешки. Јасно. Статистички, бројот на повторени силувања на деца и извршени злодела врз деца е поголем него бројот на грешките. 90% од педофилите осудени, нели, рехабилитирани, Но знаете ли вратени во на која улица, држава има го најмалку враќаат. повратници педофили? Дали знаете? Во која држава која? има најмалку повратници педофили? Во која? Во Шведска. И дали има таму регистар на педофили? Кои мерки ги Нема предзема? регистар на педофили.
Но се работи многу на тие луѓе кои извршиле такви кривични дела. Во Македонија педофилите најчесто се пуштани во затвори, се оставени на милост и немилост да се малтретираат од другите луѓе. И тоа е разбирливо, бидејќи мислам, Значи, не ајде реков работиме оправдано. прво на тоа, па после може да се работиме на разбере регистарот. во оваа Сега, за средина. сега, да. Не. Дали хемиска Ако некој сака на здрав пат, ако е целта ние да ги намалиме повратниците педофили, тогаш ајде да работиме на таа цел. Регистарот нема да помогне во таа цел. Ма зашто ми споредуваш со Шведска? А со кого да споредувам? Дома А тие со како ние. кого? Дома Ама како ние. Ма ние Дома како ние? Па како ние дома? И јас ти викам. И јас се Како ние распаметив. дома? Исто тргав со полу и викам дај да видам што има тој регистар што се крена толкова паника. Кога видов луѓе во мојата околина, а извини, родител сум на 2 деца, апсолутно се загрижив. Кои мерки можеш да ги Меѓутоа, превземеш ниту сега? отидов, ниту се бунтував, ниту му штрајкувам пред куќа, ниту велам да се исели, ниту па буцкам комшии да го тепат. Значи, воопшто никој од моите соседи не знае. А како ќе Нека се отворат, искористиш нека се видат. информацијата знаејќи дека има педофил во твоето мало? На кој начин кои мерки би ги превзел? И Што јас можеш си преземам мерки, значи види сега многу луѓе ме познаваат и знаат кај живеам токму за заштита на ова не сакам да спомнам како. Меѓутоа знам. Ќе го избегнуваш во таа смисла? Па не баш, ама ако го видам дека кисне пред градинка, ќе знам. Ако видам дека кисне пред игралиште на деца, ќе знам. Добро, компарација Ние- со Шведска и со Норвешка и со САД можеби е премногу за нашата Сега у Норвешка, оној утепеден тол луѓе па да да речеме, у Келија што е подобро него според- многу студентски домови овдека. Па според твоето искуство кажи ми како е Да, но тоа Балканските држави како го имаат тоа речено, значи еве пошто ние и културолошки сме блиску со нив. Они како гледаат на ова прашање? Не знам како гледаат на ова прашање, не ме интересира како гледаат на ова прашање. Значи, оваа земја си има законодавен дом, си има избрани пратеници, си има програма на владеачка партија и таа си носи закони. Си има уставен суд кој Си се има тоа уставен го суд негира. кој си работи. добро. Мене е лично, тука. мое лично мислење и на многумина што јас ги познавам е дека е корисна алатка, значи не го спречува, е корисна алатка. Вие мислите Ништо дека е повеќе од корисна, јас мислам дека е популистичка алатка која на никој начин не отсликува вистинската заложба на било која влада, институција, ниту сега, ниту минатото, да работи на вистинска борба со педофилијата. Која е И вистинската ќе борба? видиме ние дали допрева, Те молам посочи ми Шведска, Норвешка или било каде што е искоренета. каде што е искоренета? Значи спасување Искоренета на нема. едно Значи дете. искоренета нема. Спасување Но на намалување на едно- бројот на повратници. Едно дете да се спаси е многу. Па еве, ево тогаш ви објаснете ми Едно како дете во да се државите спаси. каде што има регистар не се намалува бројот на тие дела. Мислам многу е едноставно. Кои се ефектите од тој Види регистар? сега, значи кога почна она Ама не, пријави... тоа треба, таа Вака мерка сега, треба значи, да има ефект. Статистиката не можеш така да ја гледаш. Треба да мериме ефекти еден Статистиката ден не од можеш таа така да ја мерка. гледаш. А како може да се гледа Статистиката не можеш така да ја гледаш. А како вие ја кога гледате беше она статистиката? пријави семејно насилство, имаше пораст на пријави во не знам колку, ама енормен број пат. Воопшто не се споредува. Така. И сега оваа што било? мерка со Предходно пријави не се насилство. тепале луѓето во семејствата, а сега се тепаат. Тоа е кампања Значи за подигање не на можеш да ги свест. гледаш, не Тоа можеш да не ги е гледаш апсолутно статистиките нема како никаква сличност со овој регистар. Сашка, Не извини, може да ги споредуваш. најдиректно ќе те прашам. Си родител? Не сум родител и Кога тоа ќе не бидеш може да родител, ме дискриминира. комплетно како ќе ти се соговорник. смени, комплетно ќе Ама ти ти се не знаеш смени. дали ќе ми се смени. Јас не знам дали ќе бидам Значи или нема да бидам јас родител. истото го тврдев во позиција кога не сум бил родител, истото Што си го тврдев. тврдел? Комплетно Не ќе ти се разбирам што смени си тврдел. сликата на живот, сликата на што е и како е околу тебе. И што значат? Значи, што значи дете едно мало? Сеќаш? Тоа е Како го Знам, гледаш? јас не И сум можеш родител, но апсолутно имам капацитети покрај тоа што не сум родител и мислам дека тоа не може да ме определи мене како нерелевантно у дискусијава. Имам капацитет да сватам, ако Добро, ми веруваш, јас не- какво апсолутно ти верувам. какво дело, какво злодело е педофилијата. Мене тоа ми е јасно. Едноставно И? има принцип. И? Принципиелно јас верувам во почитувањето на човековите лошо права. во? И за тоа во тој принцип мој не правам никаков исклучок. Исто и со регистарот на педофили. Значи не може или го негуваш тој еден принцип или не. Не може принципот да важи за ова, да не важи за тоа. Добро. Ќе се обидам по три пат да го поставам прашањето. Што мислите за хемиска кастрација? Дали може би тоа може да биде ефективно Тука сум против. средство? Тука сум против. Тоа е унаказување на човекот за понатамошен нормален живот. Па и регистарот е наказување Е, на не е човекот баш. за понатамошен Не е нормален баш. Ама живот. колку е нормален Не е животот на педофилот? Со оглед на тоа дека
психоаналитичарите велат дека тоа педофилијата не е болест, тоа е состојба, дека нема лек. Правиме муабет дека и дека може да води нормален живот, дека значи знаеш што ме плаши? Ме плаши дека ако иде се, ајде, прво има регистар со кој се сложувам. Има хемиска кастрација, не сум баш сигурен. Што е следно? Кастрација, отсекување? Оно што го правиме муабет ако украде Јас не раката, знам колку ме разбираш? науката успеала Што да докаде покаже иде што тоа, а точно. тоа па зашто да го лишувам од нормален сексуален живот ако веќе постои можност тие 10%, нагони сексуални не се нормални. ако постои тие 10%, нели од тие што не се повратници во педофилијата. Зошто да го уништувам? Зашто му го земам и тоа? Сачка? Не сум апсолутно за хемиска кастрација на педофили, но сметам дека Наум вели дека тоа ќе му ускрати некакво право на тој човек во иднина да има некаков. Не, животот ќе тука да, веќе да. нормалниот живот. Но јас ќе мислам дека и регистарот на некој начин исто Да. би го усложнил животот на тој човек. Не. Тој бил осуден, ја излажал својата казна. Супер, нека земе пасош и нека казната? сисели. Ако му пречи до толку во живот. Нека не ми седи во околина. Нека не ми ги плаши децата и мене. Нека не ми прави стрес. Ама Наум сега тоа може нас индивидуално на многу луѓе да не ни се допаѓа. Јас зарем мислиш дека имам сочувство кон А сега како да ти кажам, знаеш колку манијаци има со кои апсолутно ги разбирам овака. Што да му пречи? Добро, треба Ама да тоа е се кривично работи дело на- и кога нема Но согласност од сите другата страна мерки и се веќе што правиме треба да најдат подршка во законите. И тоа е тоа. Страшното злодело е педофилијата, според мене. Значи не правиме муабет за разни лолитки. Правиме муабет за Какви многу лолитки? разни лолита, нели? Не те разбирам. 13, 14, 15 години Само кои оформена личност. почнува да игра со својата сексуалност. Правиме муабет за деца под 14. деца од 1 до 5 години, до 6 години. Ај погледни Не, ја таа слика. законот, јас како што знам, сите малолетни деца. Значи јас ти ја представувам како слика. малолетен човек до 18 години, така Ама детето И се- не препознава и тој не може закон да исто расудува на 2 години за себе. и на 12 години. А на и на 13 окей, бидејќи може да расудуваат за себе. Па не е, значи законот утврдил На колку години упишуваат средна школа? до колку години На е колку некој години малолетен. упишуваат средна школа? Што е тоа важно? До А колку како не години расудуваат за себе, една ако личност знае да се се смета определи за кај се каде малолетна? иде? До колку години се смета една личност за малолетна? До 18, Законот до колку добро. ја препознава како малолетна, До која не може 18, самостојно да расудува за себе. 14 беше? И И? Значи не Дали може на 13, 14 педофил години- е педофил. Гледате, вие постојано имате различни Не е начини за се. педофил. Па се чаш малце поише по материјата. И на 10 години, и на дете од 5 Некој години, сака тоа е 12 годишни, злосторство. да речеме, дали е педофилија во ромска што, заедница, 12 да речеме, годишни каде ли се- што ги венчаат многу мали. Така? 12, 13, 14 години. Па таа е избегала, Па па не не смее да избегала, се па венча што има. на 12 Не години, смее, тоа е ама они си го забрането со венчаат. законот. Они си се венчаат, И тоа па не после е, ќе го тоа е во ред. Не е во ред. Не е во ред. Меѓутоа има поинакво расудување. Значи, ако ништо друго може да каже, може да препознае, може да се исплаши. За овие деца за кои што јас ти зборам, немаат поима од ништо. Не, никој И тоа сега не го што треба јас спори, да Наум. направам? Да Никој развијам не од го детето. спори. Треба да развијам ке Апсолутно. децата некој што ќе се плаши од да приде, да се плаши од некој што ќе му се насмее. Кога ќе излезе еден педофил од затвор, му ќе одлежи својата. Значи, не- Каков човек сакате вие да го видите да излезен? Каков треба тој да биде кога ќе излезе? Кои се вашите очекувања? што очекуваме? Што треба во затворот на тој човек да му се случи? Значи, Добре, во затворот поинаку- треба да има Ај, Не, поинаку не. ќе Треба- го поставим, ќе прекинам, ај поинаку ќе го поставим прашањето. Дали државата треба да работи на рехабилитација нивна? Значи дали треба буџетски средства да се увложува, дали во Соединетите Американски држави не се работи на рехабилитација? Ајде еве, многу сега- побогата Не, не, земја јас со го многу прашувам појак за закон, Македонија. со Вие многу постојано велите да си го гледаме нашиот двор. Еве, дали во Сега, Ти Македонија правеше споредба дека во Соединетите Американски држави не паднал процентот на Па не овие паднал. злодели. Злодела, па сега што да правиме моја? кажете ми дали вие очекувате како граѓанин лично да се работи со тие луѓе додека се во затвор, додека отслужуваат казната? Очекувам и Како го замислувате тоа? како ја го замислувам. Како го ја замислувате таа работа со Не, нив? те молам ти објасни ми како ти го замислуваш тоа. Каков човек ти очекуваш да искочи таму за да нема регистар? Дека нема да повтори дело? Не постои гаранција дека тој нема да го повтори делото. Како што не постои гаранција ниту Но па дека ќе постои работа, не постои гаранција ни дека ќе го повтори. Но постои работа со тие луѓе. Постојат психијатри, психолози, луѓе како кои и секаде едноставно со нив и работат. имаш повратници, И 90% од нив да. повратници. Сега ќе ви ја кажам Се што разликата со правиме, Шведска. млади? Таму се прави проценка на крајот кога некој ќе одлежи казната. Бидејќи со нив таму навистина се работи, тие не служат само за тепање и ќотек во затворот.
туку едноставно се работи со нив и не се охрабрува насилство врз нив во затворите, туку нешто сосема друго. И се прави проценка. Значи психолозите прават проценка на тие лица и оценуваат колку се они спремни да се вратат во животот и да Ако комуницираат. Шведска го смени законот, дали ќе го смениш и мислењето? Само Може тоа ли да ме кажам. дослушате до крај? Не, Колку се затоа тие што- спремни? А што ако Шведска Зашто го како? смени законот? Што е тоа битно? Издаде регистар. Дали ќе ти се смени тебе видикот, може би, кон тоа? Како да ми се смени видикот? Па еве, вели Нема сега да со ми се Шведска. смени видикот. Зашто е тоа толку тешко да се свати? Добре бе, ќе мислам да ја не се бунам за тоа. Имаш таков став, ми ја споредуваш Шведска. Што ако и Шведска увиди дека можеби е потребен регистар? Што ако, кога би било, Што што ако? би било? Не Што? увидела се уште. Долги години ово е таму принцип. И Што ако увиди? А што ако сад увиди дека нема потреба од регистар и во моментов и се води таква дебата во Конгресот? Што ако увиди нека дека увиди нема дали има потреба? Гвантанамо Епа или што не, ако? после. Ама тоа е Па глупаво сега, прашање и неќем да ви го поставам. Што ако не знам што? Заклучувам Епа, дека зашто е- не успеавте баш да се разбедите еден со друг, секој ги задржа своите зацементирани цврсти позиции. Можеме дебатава да ја продолжиме. Значи на хартија Слав може да камерите. правиме муабет, знаеш, хартија трпи се. Ова не е математика. Ова е како ќе заштитиш некој што не може да биде заштитен Јас сам. истото ви го зборувам наум. Како ќе заштитиш некој? Што не Пуштањето може на сам некого да во затвор? Што не може сам да се заштити, што не е свесен. Не, Не, ако он не е способен сам да се заштити, тогаш има институции за такви, за возрастни. Апсолутно. Епа, има институции за такви. Па затоа ви реков дека пофино треба да го разгледате шведскиот пример. Дека педофилите кои завршуваат и затворат каде у што ти Бардовци, се ли? изврши проценка. Да ги затворат у Бардовци? Неме, значи неме, ама и дали јас кажав нешто. Дозволи да довршам, биди малце джентлмен. Знаеш Кога дека ќе- сум. Кога ќе прават проценка, значи специјалисти прават евалуација на нивните Така. нивниот развој до тогашен и колку они напреднувале, дел од нив се пушта да се вратат во системот под надзор, тоа е многу строго контролирано, не е туку така, и потоа се проценува дали може да продолжат со својот живот, но дел не. Дел задолжително поминуваат секој ден по неколку сати во институции, се уште се работи со нив, се под многу засилен надзор. Тоа е вистинска борба со педофилијата. И при тоа немаат регистар. И така работат Имаат додека еден од- овие нешто, не им паднели бидото ли? Не им падне ли бидо? Па sad, Па не е точно. Сега не, се Па смеам. вие Ова е самиот прв рековте чекор. дека нема Ова е гаранција дали некој прв може да го повтори чекор. делото или не може. Ова е прв чекор. Јас не мислам дека Нека ова- развие државата систем толку Епа, моќен. Јас тоа го велам, нека Кога развие. ќе развие Ама државата тоа е толку прашање на моќен волја систем, наум. тогаш ќе направиме муабет да, види, ако имаш тоа и тоа, нема потреба од ова. А не сме се запрашале зошто не се развива таков систем. На крајот на криштата не станува збор само за Ова е педофилите. прв Македонија има чекор. најголем број на повратници малолетни деликвенти. Најголем број на затворски повратници. Значи нашиот цел систем треба Тоа е во оваа многу тема. да се развива. Тоа е оваа тема. Се? Нам, Сачка, ви благодариме што бевте дел од Зебра. Ограничени сме со времето. Инаку со задоволство бија продолжили уште 2 сати дебатава со вас. Благодариме и на тие што не пратеа на Зебра онлайн МК. На истава тема продолжуваме во петок. Поздрав!